Ресенскиот сарај или Ресенскиот дворец, како што уште го нарекуваат, е еден од најмаркантните објекти изградени во Македонија во француски неоренесансен или неокласичен стил. Ресенчани со гордост велат дека тоа е најубавата градба не само кај нас, туку и на целиот Балкан. Го градел еден од водачите на младотурската револуција, Нијази Бек, кој пак идејата за изградба на едно вакво велелепно дело ја добил кога примил разгледница со Версајскиот дворец од свој пријател од Париз. Но за жал, Нијази Бек никогаш не ги почувствувал убавините на Сарајот. Бил убиен во војната пред истиот да биде конечно изграден и завршен. За тоа како Ресен го добил овој сарај, поразговаравме со Васко Василевски, директор на Домот за култура Драги Тозија од Ресен, кој сега е сместен во овој објект. Се наоѓаме во еден од најмаркантните и најубавите објекти, слободно можам да кажам, не само во Ресен, туку и во целата држава. И на Балканот. И на Балканот, може би во Европа, затоа што навистина е прекрасна градба, која што сите ние си ја сакаме, но за оние што не се запознати со незиниот историјат, што може да ни кажете повеќе за изградбата на Домот за култура во Ресен, односно Ресенскиот сарај, како што уште и се нарекува? Кога се зборува за Ресенскиот сарај, вредно е да се напомене дека Ресенскиот сарај е изграден крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, или поточно во 1904-1905 година. Него го градел еден од водачите на младотурската револуција, Ахмет Нијази Бек, кој што го градел, меѓутоа никогаш тука не престојувал. За жал, бил убиен и само после неговата смрт тука Сарајот си продолжил онака како што сега функционира, не како сега, меѓутоа во овој момент сакам да прво да напоменам за неговата градба. Сакам да кажам дека е граден од материјал кој што е мермер, што е вграден во Сарајот од локалитетот Плочине во село Болно. Димензите на зидовите се негде околу 40 до 85 сантиметри, а висината е негде од 2,70 до 3,50 висина. Носивната конструкција, меѓукатната конструкција е од челични профили исполнети од тула, ходници и холови и дрвени греди во останатиот простор. Кровната конструкција е конструкцијата на кубињата, таа е дрвена, а кубињата се реконструирани во 1982 година, онака како што се денес. Спомнавте дека го гради Нијази Бек? Да, Ахмет Нијази Бек, еден од водачите на младотурската револуција. Како дошол до идеја токму тука во Ресен да го изгради овој сарај? Дали потекнува од овој регион? Па тој самата идеја за да го изгради овој сарај му било добивањето на една разгледница на налик на Версајските дворци. Значи, во теркот на Версајските дворци и таквата конструкција, спрема тоа, сакал да го изгради еден таков објект велелепен во самиот Ресен. Денес во оваа зграда, освен Домот за култура, е сместена и галеријата на дела од Ресенската керамичка колонија, постојаната поставка на дела на македонската сликарка Кераца Висулчева, како и Ресенската библиотека. На првиот спрат се наоѓа на вистина уникатна галерија, и тоа во светски рамки, галеријата на Ресенската керамичка колонија, каде се изложени стотици дела од најеминентните скулптори и керамичари од светот, кои доаѓале тука низ годините и твореле на оваа колонија. Се наоѓаме на првиот спрат од познатиот Ресенски сарај, во просториите каде што се наоѓаат овие навистина уникатни дела на познатата Ресенска керамичка колонија. Со нас е господинот Мите Ноневски, раководител на таа колонија, кој што ќе ни каже многу повеќе за овие навистина интересни експонати кои што се наоѓаат тука околу нас. Континуитетот на гранчанството во Преспа може да се следи од античниот, византисиот и поствизантисиот период. Еден од најзначајните занаети во Преспа
кон крајот на 19 век и почетокот на 20 век било гранчарството. И како континуитет на тоа е направена Ресенската керамичка колонија. Таа започна со работа во далечната 1973 година и континуирано се одржува секоја година од 1 до 20 август. Ателието ни е во Тешево. Ние покануваме по 7-8 автори, толку и капацитетот на ателието, толку се и парите. И се што се изработува тука останува како собственост на галеријата на современа керамика. И така е направено овој музеј. До сега учествувале над 250 уметници од целиот свет. Најдалеку снимале од Холандските Антили, од Нов Зеланд, Аљаска, Кореја, Америка и сите европски земји. За време на одржувањето на сесиите од 1 до 20 август, како што спомнав, ателието ни е во Тешево, најногу се користи ресенска глина. Уметниците кога доаѓаат сакаат да експериментираат нормално. Користиме и англиска глина, чешки каолин и шамот. Шамотот му доаѓа како арматура за поголемите работи кога ги прават, да не паѓа глината. Боите, глазурите се тип шауер, ти има точка на топење од 800 до 1200 степени. Во изминатиот период направени се 50 на изложби во земјава и во странство. А врв на колонијата што е членка на Академијата за керамика при УНЕСКО со седиште во Женева. Таа е формирана од страна на Пабло Пикасо, тој меѓу другото бил и керамичар. Нормално најмногу во Академијата има членови керамичари, како институции има музеи, галерии, центри. Нас не третираат како професионални асоциации. Има само 9 од целиот свет, меѓу нив и Ресенската керамичка колонија. Така да некој го сака да ја види светската керамика, треба да дојде во Ресен, нема на друго место. И странците кога доаѓаат се изненадени како едно мало место како Ресен да има толку богата збирка. Ова е местото од каде што започнува практично и она туристичка тура која ќе дојдат посетителите тука во овој музеј. Па така. Да речеме колонијата, поготово пред ковидот, беше многу посетена. Ние имаме гости, да речеме, од сите континенти. Она што ви спомнам, тие се изненадени како едно мало место како Ресен да има толку богата збирка. Многу имаме посета на гостите од Турција, пошто тие сакаат и галеријата да ја видат, и делата од турски автори, и пред се и да го видат, да ја видат зградата Сарај, која е изградена од Нијази Беј, тоа е неокласицизам, и тие две работи добро се спојуваат со тие тако туристи. Редовно имаме туристи и од холандјаните кои доаѓаат на одмор во Охрид. Ние посебни изложби правевме со време на холандска керамика од фондот на Ресенската керамичка колонија, која беше министерка Симоне Филипини, амбасадорка Симоне Филипини. Имаме правена посебна изложба на српска керамика, на турска керамика, на македонска керамика и така. Ајде да ги погледнеме овие навистина прекрасни дела. Повалете. Значи, ова се тие прекрасни дела на керамичката колонија во Ресен, кои што се наоѓаат од нашата лева и од нашата десна страна. Што може посетителите да видат тука? Па не е благодарно јас секој дело да го објаснувам, и тоа ќе направам некој избор додека ја разгледуваме галеријата. Да речеме, тој е Владимир Аврамче, еден од водечите керамичари на Ресенската керамичка колонија. Негови дела се презентирани на големата изложба што се одржа во Атина 2002 година, кога во Атина беше и асамблејата за керамика, и тога се организираше културна олимпијада во Атина, пошто 2004 беше званичната олимпијада. Тога се направи една голема изложба на светската керамика и посебно на балканските земји. Сите земји беа застапени со по тројца автори. Нашата република бе застапена со Владимир Аврамчев, Душко Мишевски и Михо Лазаров. Тие направија квалитетен каталог, тоа беше прекрасна изложба и ја видоа сите врни керамичари од целиот свет. Да речеме, тоа дело е од Норвешка, тоа е од Холандија, таа беше една прекрасна дама која сакаше да работи цветови. Тоа е Велимир Војкичевиќ, сакаше да работи народна архитектура, народна керамика.
Тоа е, да речеме, Халил Бериша, кој повеќе на керамиката сакаше да го изради сликарството. Тоа се гледа на самото дело. Комбинација на гранчарство и сликарство. И сликарство, така. Пошто керамиката ги има сите дисциплини. И керамика, и графика, и скулптура, и сликарство. Тоа е најкомплексна дисциплина. Ова е дело на Михола Заров, она што спомнавме, еден од водечите керамичари, основач на колонијата и дел од големата изложба што се организира во Атина. Тој е Джантан Гунгур, професор на Универзитетот во Измир. Џената сакаше да работи исклучиво теракота и сите дела што ги изработи се изработени во теракота. Иначе во далечната 1973 година, кога започна со работа Ресенската керамичка колонија, како основачи се явуваат Собранието на општина Ресен и Друштвото на ликовни уметници за примената уметност на Македонија, и тие остануваат до крај како патрони на Ресенската керамичка колонија. Пошто досега кажуваме за делата, ова дело е дело на Ирфан Ајдин, тој е професор на Мимар Синан универзитет. Делото се вика Кафе за политичари. И кога доаѓаат политичарите, малце ги застанувам тука да видат до кај се. Кафе за политичари, ниту од тоа ќе сипа, ниту од ова ќе се напие. Зошто? Па зашто е празно. Од она е затворено, не може да сипа. А од ова е отворено, ако тури село чистечи. Се наоѓам пред едно навистина интересно дело, кое што е насловено Вдовиците на Сребреница 2002 година. Авторот гледаме дека е од Холандија, Јосе Ерт. Што представува дело? Видите вака, кога беше масакрот во Сребреница, холандјаните може да ја спаса Сребреница, не ја бити са работата. Авторката е холандјанка. Таа беше револтирана што направи незината земја и како револтно дело ја направи ова инсталација. Тоа што е камен, коска, дрво, што наоѓаше во околината на ателјето. А керамиката представува, има наслов Тага меѓу гради. Тагата за убиените жени и мажи на Сребреница. И еден ден кога ќе се прави музеј на Сребреница, пола дело ќе го поклониме таму, а пола дело ќе се остане тука, пошто тука е направено. Фондот на колонијата не е дека околу 1000 експонати, во овој простор се изложени околу 450 експонати, секој автор е застапен со едно или повеќе дела. Во овој дел, како што можеме да забележиме, претежно имаме македонски автори, туку имаме и еден чун, кој што порано се употребувал во Преспанското езеро. Така. Тој е чун правен, како што видовте, тие моноксилите правени од дрво. Тоа е македонка Анданова, тоа е Раде Печуклиеси, сега веќе починат. Еден исто од основачите на керамичката колонија, тоа е Драган Конаков од Србија, потоа ги имаме холандјаните, тие претежно сакаат да работат на цвеќе и така направија неколку цветови во керамика. Холандија земја на цвеќињата и на лалињата. Така. Пошто ние од Холандија имаме, како што спомнав и порано, 10 автори, кога правевме изложба, направивме еден избор од 50 на изложби во музеј, во галеријата Дауд Пашин во Скопје, и тоа беше една прекрасна изложба. И така, изложбите се многу важна за презентација на уметничките дела. Да речеме, ако не се прават изложби и ако не се изложени во вакви поставки, фактичи делото ќе представува, самото дело ќе представува гробница, пошто никој не го гледа. А со презентацијата тие си имаат комуникација со публиката.
да кажам дека од сите колонии во Македонија, што се графичи, сликарски и така, само Ресенската колонија има стална поставка. Значи, колонијата работи 365 дена, за разлика од другите колонии, ќе се одржи сесијата, ќе направат неколку изложби и тука завршува. Фактичи, ниту на една колонија во Македонија не може да се види творештвото на сите автори што учествувале на колониите, освен во Ресен. Рековте дека има околу 1000 творби кои што се чуваат и во депо. Да. Дали се менува од време на време оваа поставка? Да. Се менува и стално се надополнува. Значи, секоја година ние одиме на тоа да имаме нови автори. Секогаш македонецот е и уметнички раководител, Македонија е малце керамичари, тие на некој начин се повторуваат, така да новите, барем со по едно дело треба да бидат застапени во галеријата. Веќе просторот на галеријата станува малку тесен, гледате веќе галеријата изгледа како шума. За разлика од претходно што имавме можност да видиме една представа изработена од глина на моноксид, како тие чамци што се навлезот од овој сарај, тука имаме еден друг вид на чамец со малку по абстрактна варијанта на неговата изработка. Па така, ателието ни е во Тешево, уметниците се доста често покрај езерото и сакат и езерото да го искористат како инспирација за творештвото. Тоа е Тулеј Баутуч, професорка на универзитетот Мимар Сина универзитет, и таа сакаше да направи чамец за тројца. И така го крсте делото, тоа е печено на висока температура, тоа е каменина и така. Тоа е Красимир Джидров, шеф на одсекот за керамика во Софија. Сакаше да работи некоја потврда керамика и да користи елементи од поднебието на Преспа, убавите жени и лошите вина. Бидејќи ние потекнуваме од Прилеп, си најдовме тука едно дело кое што е поврзано со историјата на нашиот град и на нашиот регион, а тоа е изработка на Крали Марко. Да, токму така, тоа е професор Дедич од Факултетот за применета уметност. Тој сакаше повеќе фигуративни работи да работи, меѓу другото го изработи и делото кое го наслови Крали Марко. И тоа е презентирано на многу изложби и е во сталната поставка на галеријата на современна керамика. Ова се едни од постарите дела што се направени во ателието на Ресенската керамичка колонија. Тука е представен стилизиран кошаркар, а тука е представен корморан, пошто кормораните ги има во Преспанското езеро. Ова дело се вика СФРЈ. Тоа беше еден автор од Словенија по распаѓањето на Југославија, многу жалеше за да распадот на Југославија и делото го крце СФРЈ со сите 6 раце, сите 6 републики од бившата држава. Ова дело е на една французинка, Консуело Дамон Мари. Таа работеше фигуративна керамика и низините дела беа малце и со еротичка содржина и така ги представи, ги имаме тука и на во другите простори на галеријата. Тоа е една керамичарка од Бугарија која работеше мумии во голем формат, а тоа дело е една млада керамичарка од Кореја. Така ја виде Македонија и така ја представе. И делото го крсте спомени од Македонија. Ова дело што го држам тука во моите раце потекнува од првата сесија на колонијата, односно далечната 1973 година. Што представува тоа и кој е неговиот автор? Тоа е дело на покојниот Павле Топуков. Тоа представува една стилизирана ваза, а да кажам дека на почеток од 1973 година колонијата започна со 4 автори. Тоа беа Павле Топуков, Михо Лазаров, Владо Аврамче и Аврамче од Македонија и Ѓурника Богдановиќ. И еден период колонијата работеше како општо југословенска манифестација,
Кога се распадна Југославија, сама по себе стана меѓународна, а и тогаш почнаа да се покануваат автори од прекоокеанските земји, како што ви кажам на почетокот. Таа представува знак за препознавање на културната карта не само за Ресен, туку и за Македонија. Да речеме, она што е Ел Греко за Толедо, или Толедо за Ел Греко, како сакате, тоа е керамичката колонија за Ресен и Преспа и Македонија. Токму така, оваа колонија представува вистински амбасадор и наш репрезент низ целиот свет. Така е. Го посетивме и вториот спрат на Ресенскиот сарај, каде е сместена постојаната поставка на делата на македонската сликарка Кераца Висулчева. Пред малку имавме можност на првиот спрат од овој сарај да ја погледнеме галеријата на современа керамика. Сега се наоѓаме на вториот спрат од сарајот и каде што веднаш позади нас се наоѓа постојаната поставка на дела од нашата уметница Кераца Висулчева. Дали може да ја погледнеме оваа изложба, да видиме што има внатре и да ја раскажеме приказната за Кераца и токму за оваа поставка. Ајде, поелете. Еве влеговме во поставката постојана на Кераца Висулчева што се наоѓа во Ресенскиот сарај. За оние што не се запознати, дали може да ни кажете која е точно Кераца Висулчева и како овие нејзини дела се нашле токму тука во Ресен во овој прекрасен сарај? Така, значи уметничката Кераца Висулчева е родена во Нестрак, Костурско, значи, таа ги издржала стамено гордо балканските стапици на историјата кои ще поиграле со незиниот уметнички и животен идентитет. Незините дела се донесени овде, значи таа е родена 1910 година, се донесени овде во Ресен по нејзина желба. Значи, го бендисала Сарајов и му се обратила со писмо до тогашниот градоначалник на Ресен, дека после нејзината смрт сакат делата да се донесат во градот Ресен. Која година ова? Оваа поставка е отворена 2005 година, зашто таа починала 2004 како респект кон богатата ликовна уметност, ликовни дела се донесени овде во Ресен, овозможиле да се донесат во Ресен делата еминентни личности, значи поранешниот председател на Македонија Киро Глигоров, потоа Музејот на Македонија, Музејот на современа уметност и Министерството за култура. Нејзин вековен сон била, значи, да умрит во Македонија, најмногу придонесол поранешниот председател, да умрит и да ја остави делата во наследство на Македонија. Инаку стилското дефинирање на стилот на Кераца Висулчева е реализам, постимпресионизам и малку надклонува кон национал романтизмот. Значи, одела, значи, според незиниот ликовен израз, ја приближуваат до големите француски мајстори, значи. Била доста ценета уметничка. Академија се запишала, завршила во Софија, 29-та година се запишала, 35-та завршила и добила награда отма од Бугарското здружение и првата слика нејзина на независни уметници што ги излагала Дете кое спие. Потоа излагала во Државната уметничка галерија во Бугарија. Пошто се декларирала дека е македонка, значи, била исклучена од Друштво на ликовни уметници 1958 година, без право да набавува сликарски материјал и сликарска техника, само како потоа била прибена само како 89-та, како формален член, почнала да ги уништува. Ево еден пример, овдека
портрет на Буни, овдека имате еден пример, ги сечела платната, значи, ги сечела затоа што паднала во депресија, зашто била исклучена. Но меѓутоа дошол некој сликар, аматер, и рекол гревота е вакви дела да се уништуваат. И повторно таа значи се заколнала во животот на своите деца дека немат ни едно дело да продават, него сите ќе ги поклонит на Македонија. 1941 година повторно значи се вратила во Македонија и се селила значи на тромеѓе Грција, Македонија, Бугарија и на крај на 85 годишна возраст дошла во Македонија. Значи починала 2004 година, а овие слики се донесени 2005 година. 1992 година во Бугарија, значи во Пловдив, учествувала била посетена од современа македонска графика и таа ја посетила таа изложба и се сретнала со кустосите Захаринка Алексова и Сонја Баџиева. И уште тога, значи, сакала, имала желба да се врати во Македонија. Му ја раскажала историјата и му рекла, аз морам да го остварам својот сон, да се вратам во Македонија и да починам во Македонија. И тоа се случило 1995-96. А 2002 година се одржала изложба, прва изложба во Македонија, во музејот на Македонија, од дела на Кераца Висулчева. Потоа во 2003 Македонската академија на науки и уметности, таму се одржала поголема изложба, околу 77 слики од Кераца, а 2004 година Киро Глиров овозможил и Министерството за култура ги донесле делата во Македонија и се грижеле за сите слики и дале доделила државата стан. Ајде да погледнеме дел од незините дела поставени во оваа изложба. Ево, ќе почнеме од почетокот, например. Од овдека почнува, сликите се сите овдека масло на платно, 38 слики се. Ево ги првите, овие се во Франција сликани, психолошкиот третман најмногу е застапен во овие личности, значи. Потоа е слика на Кераца со нејзиниот син, овдека и таа е масло на платно, ова нејзина внука балерина, беше дојдена во Сарајев овдека пред неколку години, професорка е во балет, по балет во Холандија, и баш рече дека мене ми е многу тешко и криво што немам слика за спомен од мојата баба. Значи сите слики ги подари на државата, а јас немам слика за спомен. Едно од покарактеристичните дела што се поставени во оваа изложба е незиниот автопортрет, како што може да се види и од самата слика. Сликана е во 1988 година и Кераца се нацртала себе си во народна носија. Да, народна носија од костур, значи костурчанка. Овдека, значи, карактеристика за овој портрет е облеката, значи накитот, појасот, инаку Кераца Висулчева била потекло имашливо семејство. Значи, затоа семејството нејзино прибегало во Бугарија. Од 4, значи од 7 деца останале само 4 и позавршува и нека го видите таму другиот дел на Балканските војни, таткото подарил нејзин за Црвениот крст и покрај сиромаштија 10.000 златни лири и добил орден за милосрдие. Значи, со овие елементи што ги имат на себе, се гледа дека Кераца била од имашливо семејство, од костур. Значи, секој ваква облека не можел да носит. Сензибилитетот е прикажан во овие дела на капачите во бајните во Бугарија, ги имат насликано. Топли, претежно овдека се топли нијанси, сино, сиво, кафеаво, бело. Значи, најмногу посветувам внимание на доблестите на сликарството. Значи, на формата, на нијансите на бојата и на содржината на делата на сликани.
не станува залажник на содржински идеолошки диктати. Значи, сиве овдека портретиве, што са и другите слики, се раздоврсни. Значи, повеќе жанрови имат насликано. А не, например, само портрети да сликат или само мртва природа, представник на современа уметност и повеќе дела, значи, сликат. Овдека ќе ги видите незините пофалници, медали, значи, каде што одела секаде студиски престојувала во повеќе земји, во Белгија најмногу, во Италија, во Франција, во Полска, во Грција. И секаде каде што одела, добивала награди, признанија за незиното творештво, медали, пофалници. Тука се наоѓаме пред едни две дела, кои што се сликани во незиниот творечки период, кога таа била во Париз. Тука можеме да го погледнеме дури и театарот Мулен Руж. Мулен Руж, значи урбани сцени од театарот Мулен Руж во Париз. И та е една од поголемите слики, незини, и ова е масло, значи, на платно. А ова е куќата исто така во друго, во Франција, во Париз, каде што се собирале, овдека се одвивал всушност ноќниот живот во Франција, каде што се собирале поети, писатели, сликари, боемскиот живот се одвивал во Франција овдека. Сите овие се насликани слики, седнувала на земја со палетата, со боите, со сликите и ги сликала, значи. Значи, 1980 година, по неколку години, по една деценија се враќа во родното село 1980 година, го посетува. И затоа на сликите може да се забележи дека меланхонијата е изразена најмногу. Нестрам или питачко село, значи, каде што луѓето питачеле таму. Ова е Костур, значи, во зима го имат насликано. Моето родно село. Бугарските, значи, ја објавуваат дека се нарекува, јас се нарекува македонка, јас не се нарекувам велела македонка, јас сушност сум македонка. И добила државјанство Македонија, 94 и 95, значи конечно се преселила во Македонија. Се наоѓаме пред еден портрет на поранешниот претседател на Македонија, господинот Киро Глигоров. Всушност, ова представува незиното последно дело. Да, ова е незино последно дело. Неколку портрети имат направено од Киро Глигоров. Ова е незино последно дело, бидејќи тој овозможил, најмногу овозможил, со Министерство за култура да се врата делата во Македонија и, пошто таа ги поклонила сите на Македонија, последно дело и не е завршено. Последно, пошто се разболила овдека и починала. 2001 е сликано и повеќе на 92 години на возраст. Значи, активно творела. 2002 во Музејот на Македонија имат изложба. Значи, 2003 во Македонската академија на науки и уметности и готово. Повеќе дела немат. Повеќе слики, творештво немат, ама најважно е што 2004 година, во 13 јануари, до тогаш, значи, творела, се разболила и починала во Скопје и се остварил деценискиот сон да се врати во Македонија и била најстрекна зашто се вратила во Македонија. Кога работи оваа изложба во текот на делата и кога посетителите и како може да ја посетат? Изложбата работи од понеделник до петок, од 8 до 4 часот, но меѓутоа ја доаѓам и кога со најави. Може да дојдам и в сабота и недела, ако имат некоја странска делегација. И ќе дојдам, ќе отворам и сабота и недела, не е проблем. А инаку работното време од понеделник до петок, од 8 до 16 часот. Сарајот со своите поставки е постојано посетуван од голем број на гости од странство. Идејата е во иднина сите тие туристи кои застануваат тука, да бидат пречекани од туристички водичи, кои потоа ќе ги прошетаат ни сите знаменитости во Преспа.
дали слободно може да се влези во самиот дом за култура, да се разгледаат просториите или се наплаќа некако влезница за туристите, како оди тоа? Значи, ние како Дом на култура немаме право да наплаќаме влезници, затоа што кога ќе има некоја трајна, мислам, поставка изложена, изложба, нешто или нешто од активност на Домот на културата, туристите можат слободно да гледаат тука и да продефилираат. Мислам дека и во горниот дел не се наплаќа. Кога би се средило на, како што викам јас, дека треба да се посети, да се види, па од тука да се замени на други локалитет, како што спомнав, постојат и тие 95 цркви, како што се, например, Свети Ѓоргија, тоа е во Курбиново, кој што датира од 12 век, потоа Сливничкиот манастир од 17 век, Свети Илија во Грнчари, црквата Свети Петар на островот Голем град, тоа е од 14 век. Зградата Сарај значи, тоа е дел од овие сите културни, да речам, комплекси кои што на вистина вредат и е вредно да бидат тука посетени кога ќе дојдат туристите во модерен период, а нарочито во летниот период од годината. Токму еден од проектите кои се поддржани од Министерството за култура, а се наменети за развој на туризмот, е проектот насловен како Креативна преспа, каде млади талентирани деца и дечиња со посебни потреби изработуваат од глина разни знаменитости од овој крај, меѓу кои е и Ресенскиот сарај. И потоа на нив ќе бидат поставени магнети, а истите ќе се продаваат на туристите. Преспа е изобилува со природа, со природни убавини, историја и вредни културни споменици и е расадник на таленти. Овој проект идеја Креативна преспа започна како идеја за да ги промовираме токму овие културни споменици, кои што сепак допринесуваат за развој на туризмот и една валоризација на уметничките дела. Ние направивме 5 креативни работилници, каде што отвориме. Тука се собрани деца, млади, возрастни, повеќе професионални и помалку професионални. И тоа не е случајно, сите сме различни. На некои ни треба помош, мала мотивација, некои работат самостојно. И баш е целта и да се направи една инклузија меѓу сите нас, да соработуваат, да творат заедно, да си помагаат и на тој начин да се создадат едни трајни сувенири. И се надеваме дека тие и понатаму ќе останат да се работат и понатаму за една промоција на нашата преспа и токму на овие културни споменици. Се надеваме дека тие ќе бидат видни на продажни и дека ќе може да продолжат со тоа што ќе изработиме и еден како туристички водич со сите овие знаменитости и ќе може да ги понудиме и нашите дела. Преспа и незините убавини, вклучувајќи го тука и Ресенскиот сарај, продолжуваат да бидат едно од најпосетените места од страна на туристите во нашата држава, затоа што тука навистина има што да се види.